Стендап комичарот Влад Илич е вечерва гостин во нашето студио. Добре дојдовте во Телевизија Плюс. Добар ден, благодарам што ме примивте. Ово е да се биде дома за прв пат после толку време. Доаѓате од Лондон, каде веќе настапувате како стендап комичар. Овде во Македонија ви следи една мини тура со стендап шоу кое што вие го водите. Кажете ни какви се очекувањата од настапот во Куманово и какви се очекувањата, односно како помина или ќе поминат следните настапи кои што ги имате? Така, мојата стендап турнеја започна во Охрид, понатаму одевме во Битола и двата града се покажа како домаќини, а сега во петок во Културен дом не следи и на домашен терен во Куманово. Имам големи очекувања и од себе и од публиката, односно верувам дека ќе си пројдеме забавно, а завршуваме во сабота на 4 во Макеца парк. Да се вратиме малце назад, вие студиравте во Малта, кажете ни како беше студентскиот живот таму? Одличен, мислам на остров си, меѓу палми, супер тие, многу убави девојки, така да јас си најдов една странкиња таму, малтежанка, се запознавме за време на една представа и заедно всушност и решивме да се преселиме во Лондон. Така некако започна се. Зошто Лондон како дестинација за живот? Па од неколку причини. Првата беше затоа што се уште за разлика од други како на пример Лос Анџелес поблиску е да се патува измеѓу Лондон и Малта или Лондон и Македонија. А исто така и сцената за стендап е најразвиена во Лондон, значи најголема стендап сцена во светот и тоа навистина ме предизвика да отидам таму и да размислувам за како да се подобрам како стендап комичар. Нели, секој во својата работа сака да биде најдобар, така да тоа беше средината која ја избрав. Која би била разликата помеѓу колку е популарна стендап професијата во Лондон и во Македонија? Која споредба може да направиме? Па видете, јас отидов во Лондон бидејќи во Куманово и во Македонија сите се смешни. Имаше многу конкуренција, во Лондон нема и затоа сум таму. Разликата е голема во однос на интеракција со публика, како се македонската публика, домашната е многу со голем живописен карактер и сакаат многу да разговараат и да се уфрлуваат во стендапот. Тоа е еден вид на импровизираниот дел од стендап, го обожаваат, јас мислам, повеќе отколку во Англија. Во Англија има одредени места има таков карактер, но во главном луѓето се малку повоздржани, ќе дојдат на настап и само не им смета само да го гледат, додека нашиве сакаат да им обрнеш внимание. И јас тој дел го обожавам. Дали е тешко да се најде инспирација да се напише едно стендап шоу? Од каде се инспирираш? Да, јас баш затоа и мислам дека и многу ретко наоѓаме стендап комичари. Еве јас кога барам со луѓе за соработка, дури во Македонија. Работата е тешка затоа што хуморот е субјективна работа и колку и да користиш правила, секој настап е различен и нема никаква гаранција дека ти ќе бидеш успешен на крајот. Затоа постојат многу техники, треба да се работи на самодовербата и мора да си 100% да кога ќе одлучиш дека го работиш тоа е како еден вид на се или ништо. Мора целосно да се вложиш во тоа за да ти успее настапот. Во BBC снимавте еден серијал Stand Up for Life Comedy. Како дојде до таа соработка, дали беше успешна, какви се плановите во телевизиската продукција со таков вид на настапи? Тоа беше една голема битка. Значи, јас 2 години работев по отворени вечери во Лондон, каде што има можеби помеѓу 300 и 500 клубови, кои аматерски, кои професионални. На секое шоу имаш меѓу 15 и 20 комичари. Значи, тоа се многу различни стилови, луѓе кои исто така се борат за нешто и затоа мора да си оригинален и автентичен. Не можеш само да слепиш нешто и да земеш некоја приказна која е веќе кажана, да ископираш и тоа е многу провидно. Значи, 2 години работев на својот материјал и учествував на многу надпревари и на еден од тие надпревари во комеди клубот кој се вика Up the Creek, односно во превод По теченијето на реката, кој е најстар клуб во Лондон, блиску до Темза.
Во финалето на надпреварот беше продуцентот на BBC3. И јас победив во тој надпревар, после надпреварот ми рече, да, Влад, ке сме во контакт, ке се случи, и јас си мислам, да, тоа на сите го вика, сигурно. И ми задзвони баш кога ја запросував Лариса, девојка ми. И Лариса ми вика знаеш, вети ми дека од сега ќе сум ти на прво место, и викам, да, после овој повик си на прво. И така некако стигнавме. Самиот настап беше многу свечен, продукцијскиот тим беа многу фини, љубезни, прашуваа за мојот роден град, за Куманово, прашуваа за Македонија. За нив тоа е нешто ново, интересно, така да верувам дека горд сум на тој настап, бидејќи да влегов со нешто свое и сакав да ја ставам својата земја, својот народ на мапа и да кажем, ние имаме потенцијал, имаме нешто што имаме да кажеме, не сте само вие паметни, добри и сето тоа. Уште еднаш да спомнеме, настапот во Куманово е во петок, во Центарот за култура, во колку часот? Во 8 часот. Да. Во 8 часот. Публиката ќе биде со ограничен број, поради сите протоколи кои што моментално се на сила. Дали имате нешто што би сакале да им, некоја порака да им упатите на кумановци? Кумановци, дојдите, донесите ги сви, балдъзе, баџанаци, тетке, стринке и нели мерките се тие. Не велам, има начин да се заобиколат, но не би требало, не викам дека треба да се заобиколат мерките секако. Но кога би можеле да ги заобиколите, мене не би ми сметало. Хипотетично зборим. Во интерес на времето секако треба да биде ова кратко, затоа ви благодарам за вашето одвоено време, за гостувањето во нашето студио и се надевам дека кога повторно пак ќе дојдете во Куманово, пак ќе можеме да ви видиме на некој стендап настап и да бидете пак гостин во нашето студио. Ви благодарам и на вас и сега ќе се гледаме пак. Почитувани, ви посакувам пријатна вечер, тоа беше Влад Илич.